Државниот завод за ревизија вели само од секретаријатот на владата. Не од министерствата, не од државните институции, не од јавниот сектор, само од секретаријатот на владата. Во последните 2 години 18 милиони евра за владини кампањи. Како ја во јавноста да се спротиставам на тоа? Со пресконференција? Со пресконференција? Подароци незаконски, имаше и таков извештај. Која битка? Виткале подароци незаконски. Па видите, тоа е разликата. Тоа е разликата. Значи таму зборуваме за стотици милиони евра, а овдека за тоа дали целофан или пак папер се користел за виткање на подароците. И сумите се соодветни на тоа. Во ревизорскиот извештај. Значи јас се гордам со ревизорскиот извештај за работата на кабинетот на претседател. Пазете што се посочува вчера, и тоа медиумски се експлоатира. Што се посочува? Дека на самитот на претседатели во Охрид беа дојдени 30 претседатели со делегација од по 10-15 луѓе. Се било законски, наменски, под црта потрошено за 240.000 денари, тоа се помалку од 4.000 евра, не дека се ненаменски потрошени, туку немало соодветно писмено објаснување до крај зашто се потрошени. Втората работа е како биле виткани подароците. Тоа е проблемот во кабинет. Камо среќа оваа власт така да функционира. Да е проблем како се виткале подароците. Или дека луѓето од обезбедувањето на претседателот Цренковски јаделе по еден сендвич и по еден сок секој ден. Срамота. И се правите паралела.